Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Добро вечер, Македонија. Еве не повторно во етерот, на YouTube, на Facebook, на Twitter. Маđo, вие двајцата со Вања сте за социјални мрежи. Кај сакаш да има. Кај да посетиш? Секаде помалку. Секаде помалку, баш најприсутни како што треба. Може да не следат на Колку Facebook. време? Месец дена направив или повеќе? Пауза. Добро, сега да не броиме она колку време не е немало. Не е важно толку. Добро вечер во втората сезона на Ноќен експрес. Помала пауза, повторно се возиме и до крајот на годината Ноќен експрес ќе тера од десен со една многу чудна динамика 2 пати неделно, ама додека залади малку потоплово, ќе тераме се по една неделно. Една недела. Еднаш неделно, еден час. По еднаш неделно. Еден, така? Значи, штом еден час ќе треба да биде многу побрзи, Најбрз. многу подинамични. Ова не случајно ова мајце, носам хард рок. Може би некому му личува на реклама, ама кафе, хард рок кафе во Пекинг. Така да нема никој да не казни ништо. Нема ништо. Може само да не награди. Кој ќе не видат на YouTube, може и некоја паричка ќе падне. Знаеш как што ги карактеризира овие локали? Имаат секогаш некоја интересни артефакти, например гитари од некои познати музичари. Дури знам дека некаде во Европа еден мој пријател гитарист видел гитара обесена и подпишана од негов идол Сатријани, например. Да. Концептот е сличен, меѓутоа многу постегнат, подинамичен, гости ќе имаме, меѓутоа нема да бидат по 3-4, ќе имаме доста анкети, ќе имаме слушатели, ќе имаме коментари, SMS, Twitter, Facebook и така натаму, и ќе бараме поголема соработка од граѓаните. Каубојско новинарство е новинарство кое што го има во голем обем во Македонија последниве години. Вадиш пистол и одно пукаш, не прашуваш ако некој попреку те погледне. А цивилно новинарство, еве, граѓанското новинарство, една интерактивност, една проактивна ситуација што ја бараме од слушателите и од оние кои што се на социјалните мрежи, тоа ќе го објасни малку повеќе Вања. Да, Вања Мицевска, ќе речев за малку Вања Лазарова, пејачка. Не ме бидува толку за музика. Не знаеш да пееш. И немој. Не. Немој ако не знаеш. Ова се слуша. Дури, например, јас ако запеам во диско, тоа може да биде така при крајот кога веќе и оние кои што работат таму сакаат метажот да се расчисти, па јас и еден стих да запеам, веднаш ќе си отидат, нели, поради... Па, добри, тоа е корисна улога е тоа. Вечер нема да пееме, ќе зборуваме за музика, да се нема да вратиме пееме. на темата, ќе го афирмираме граѓанското новинарство во оваа втора сезона на Ноќен експрес. Така што во целата сезона додека трае, до крајот на годината, со тоа што од септември малку поинтензивно, сите слушатели, сите гледачи нормално ќе може да испраќаат видеа, текстови, вести, фотографии поврзани со сите актуелни политички случувања, некој новитет кој што ќе го забележат, и има повеќе начини за ова. Може да ни праќате на мејл kanal77@kanal77.com.mk или пак на веб kanal77.com.mk. Нормално дека во функција е ставен и Facebook, радио мрежа Канал 77, вака гласи нашата официјална фан страница, па слободно праќајте да видиме што имате и вие да... За наградите кажа на крајот, богато ќе бидат наградени тие кои што ќе бидат најактивни, најуспешни, така? Да, повеќе се подароци, всушност ние сакаме да подароци, да, Министерство за финансии. Ќе ги вреднуваме на крајот од циклусот најуспешните. Знаеш, таа терминологија, вака во теорија малку слично звучи, ама во пракса може беле да ти направи. Офанзивен, агресивен е турбофолкот, целиот регион го зарази. Да. Тоа е затоа што многу интересно е и што веруваме, ако веќе загледаш онака честно и ако можеш да дојдеш до некаков впечаток, е дека без друго сите бугарски пејачки сакаат да личат на Цеца. Па и не само бугарските, туку и се пластифицираат како и романките, например, романките пеат манале. Во Бугарија рекоме турбофолкот ни е чалга, а во Грција лајки. Тоа е всушност исто. Вели вака, скочичу со 7 спрата, родила ми жена, а ја нисам тата. Има ли други такви интересни? А јас знам вака. Ја те волим, ја те обожавам, ја би с тобом да се размножавам.
Јас те сакам, јас те љубам, затоа да се размножувам. Немој да плачеш на мом прагу, да му врата не повуку влагу. Да, она солзи многу да повлече влага. Ово е добар. Не чеш чак ни пасу да ми скуваш, а камо ли децу да ми чуваш. Па шо бара со неја ако не е домаќинка? Кучела е, а ја мислим, ти си отишо само пробуни си. Ти си познат диджеј од Штип? Јас не знам познати диджеј од Штип да... Па и јас музичари не- колку и јас сакаш, не пејачи. И јас не знам, така вели народ. Ете тебе јас те знам. Зошто со Т, тоа е уметнички? Затоа што Не веќе на тоа Д, тоа како Јупчо, па си го смени во тврдо. Па Ке не, тебе затоа обратно, од Д во Т, така? затоа што веќе народот почна да ме нарекува и пишува со Т, па реков ајде нека продолжи уметничкото или артистичкото име со Т. Си бил на Екзит, освен тие трагични вести за девојчињата кои што паѓаат од тврдината, што друго се случува таму? Па вчера се вратив од таму, што друго се случува? Се случува еден огромен фестивал без турбофолк. Нормално супер програма, имаше прекрасни бендови, супер познати диджи од комерцијалната и од андерграунд сцената, така да глобално едно завидно ниво на кое што за сега ни еден фестивал, мислам, или ниту една организација во Македонија не може да може да го достигне тоа. да достигне, да биде некоја. Си бил и на Ибица, има ли таму турбофолк или таму се е турбо? Цело време е таму турбо. Цело време животот, журките на било која журка во еден клуб трае 3 ноќи, 3 дена. Што најчесто најмногу се слуша таму? Се слуша Хаус, како се вика? Па се всушност се слуша транс, хаус, електронска музика најмногу. Сега во последните 3-4 години се застапува и хип-хоп, R&B музиката, но се уште има големо ниво кај што се слуша хаус, техно, транс, минимал, сега моментално популарната EDM музика и така. Диджеј не на Т, пушта само музика или и авторски се искажува, се изразува? Па и авторски, но за сега ги чувам себично моите проекти, ги пуштам сам, ги пуштам на фестивали, на журки, ги презентирам пред народот, но се уште немам издадено за некоја издавачка куќа, се уште ги чувам. Успеа ли диджеите да се изборат, да го надраснат, да го надминат тој понижувачки однос кон нив? Дека они се само репродуктивци, не се продуктивни, не се автори. Еве, некои од нив собираат многу луѓе на концерти. Гета беше пред колку време? Да, пред неколку дена беше на Екзит. Па не мора да значи дека само комерцијалните диџеи собираат публика. Многу често и андерграунд диџеите, алтернативните диџеи собираат публика, но многу помалце се медиумски застапени и многу помалце рекламен простор има и на интернет за сето тоа. Така да побавите снимки нормално дека идат од покомерцијалните диџеи, сите ние мислиме дека тие се повеќе застапени и подобро респектирани. Продолжиме со овој квиз интересен. Њу примитивизам е музички правец настанат во време на СФРЈ, изворно создаден во Дојран, во Кумровец или во Сарајево. Ти си помлад, не? Која година си роден? 89. Васко. Да, ја одговарам под Ти си Џастин Бибер. Ц Сараево. Џастин Бибер генерацијан, така. Ц Сараево. Терминот турбофолк во употреба го вовел музичарот Антонио Пушики со сценско име Вовганг Амадеус, Силвестр Сталоне, Рамбо или Рамбо Амадеус? Рамбо Амадеус. Рамбо, да. Еден. Непосетен турбофолк концерт одржала Цеца, Цаца, Лепа Брена или Јелена Карлеуш. Оре, тука се кара, треба да е Цеца, ама и Лепа Брена вели во Софија дека била. Добро, Лепа Брена се уште умилета на уметност, знаеш. Лепа Брена уметник. Па тогаш на почетоците пред да се вика Лепа Брена која Фихрета, Јахичта. Минимакс ја проби, ама не беше баш тогаш уметност, он знае да пее, се знаеш. зафркаваше, да, знае да пее. Цеца, Цеца. Но тоа е едно од прашањата. Цеца има изваредна продукција. Користи се што е најдобро од текстописците. Например, Марина Туцаковиќ му пишуваше на Оливер Мандич. Ама знаеш кај е различно работата у медиуми. Минимакс така ги фурал тие бендови или На зафрканци, артисти, ама пази она шо викала оваа коментаторката спорт уметничко лизгање од Бабовиш, Загреб. Бабич, Милка Бабич. Милка Бабич, така. Вика, ја викам на мојот погреб сакам Милка да ми го коментира. Значи ти дилаш со таков тип старт ти е боле, знаеш. Да. Он ништо нема чудно и Оливер Мандич кога почна да се облака како жена, знаеш.
Тоа Да, и проблем. дојде во Скопје, имаше концерт и викаше, Ја и добро вече, брат ми- јас сум педар из Белграда. Ја и брат ми бевме брутално разочарани, знаеш. Зашто ја почитувавме претходната фаза и ако си она нормално дете ти се свија таа музика, нели ја пуштаат сегде. Кога се облече кој жена малце, знаеш, не Тоа знам. беше Белград ноќ, така. Тоа нешто во 80-ти збориме, знаеш, во Југославија. Да, ама после тоа имаше и мачо фаза. Не, он цело време Овде мачо. е ваш црвен бан кој така беше од Он се дружеше со Аркан, таков тип, знаеш. да, после тоа Аркан го мачоизира. И уште 3 кила банани ја пее групата Хокус Покус, Фокус или Опус. Опус. Татко ми имаше Како касета ги знаеш овие 3 кила? Татко ми имаше касета уште во старата кола која што ја имавме и мислам дека скоро пред некое време ја најдов некаде во подрум. Си По слушал тој музика на магнетофон, на кастофон? Ама Па, да. гледам дека ги спомнавте Кисми и Опус, меѓутоа правите историска неправда, не знам, може ја не слушнав. Значи имаше група Алпина. Значи, Да. Алпина беа најпопуларни од сите Ај песна една и се растурија затоа што па сега не ми текна нешто као да сум дрогиран, може таа нивна да е. Оу, таа е многу. Не е нивна 2 деструктивна. кила памет неа, може да е нивна. Али поентата е сега касно друг ти има, знам, да, опасно. А за диџеј Крмак си слушал? Да, оној шарениот во... Тие ги знаеш. И тогаш они го напунија Нова- кале, нова без школа. медиуми, без ништо. Овие Тогаш Турбо Фолк беше underground. И тогаш луѓето не сватија тие се тейстмейкери што кукаат највише кога даваа пари во висока уметност која што на крај искочи 1,50 м. Елвиджи Курто избомбаеш там, па се Во тоа окей. време младината се едуцираше на тие концерти и тоа стана дел од нивната култура и сега е многу нефер кога луѓе зборат против Турбо Фолк според мене. Например, ја немам познавање од Турбо Фолк доволно за да зборам стручно. Во дефинициите србите напишале, Да. они анализи, студии напишале за Турбо Фолкот, тој е начин на живот, начин на однесување. Скапи тренерки, скапи часовници. Нема, тоа беше чипови. обид да се врати разнешаниот авторитет од страна на семејството, знаеш. И одеднаш кога младите најдоа херои, криминалци, знаеш, фудбалери, сите станаа хулигани, тоа што се збореше затворено у кафана, нели? Дома под перница, сега под чаршав, сега почна да се збори нели на телевизија и тоа беше Сакаш да зени. кажеш дека може би тука Бернес замешал раце? Не, па да, дефинитивно тоа се политички кујни, меѓутоа Турбо Фолкот не дое ненајавено да каже дека не се представил, знаеш. А најпродорните реклами во времето на Милошевич на Пинк одеа политички маркетинг. Баш покрај тие песни. Па не, најдобра, значи најдобар Што начин да се најмногу објасни гледа, ти му го визуелно филмуваш. Турбо Фолкот е, иди реклама гледај на Карич банка од 91 година. Значи имаат реклами, постери Карич банка, значи таа знаеме дека е една опасна масонирија, така кој што меле све пред себе, типичен представник на новите тајкунски форми, така животни кои што владеат со нас луѓето, знаеш. Тоа се анунаки, пратени од Господ. Yes, И он има реклама која што, значи, еден таков банкар со таков кредибилитет, семејство, знаеш, пишува, онака се понаша као диџеј Крмак, така, значи, поинтата е што више тоа е нивото на комуникација, нема врење тука, знаеш, значи, тоа е тоа. Вие сте интересна група, меѓутоа јас би се пошегувам малку, меѓутоа шегата не е далеку од вистината. Вие сте како објективно новинарство, досадно. Да, така е. Никој Така е, не сака така е, да... така е. Сите Нема- сакат пропаганда, да ги Нема лажеш. секс, да... нема провокација кај нас, само напорна работа, значи, она баш тоа што не го сака ниедна влада, знаеш. Реков на дека една држава. субвенции се потребни токму за вас, затоа што сте вие една субкултура, култ ситуација. Па ние- Лесно е во Америка на 300 милиони да видиш култ. Па не, ние кога бевме во Америка, на турнеја, например, не спие во Македонскиот културен центар, пошто немаше место, знаеш. Иако бевме прв бенд шире така на озбилна турнеја, поише од 2-3 дена, да не е народно. Субвенции не даваат за ваква не, музика. не можеш ни да спиеш, значи таму. Не може да направите некоја за трето дете, за... Шо ќе не, ние имаме трето дете, Дени. Дени не е трето дете. Вие карикатурата. Супер е. Северина Карлеуш е ова, веројатно. Да. Овој кој е тука? Боки Марадона, не знам кој е Боки. Некоја екипа не е битно. И Симпсон, ево ме бендисува, да. Улица Жртава, Турбо Фолк, Балканском улицом имаше една емисија на РТС, распродадена. Градоначалниците не ве сакаат нешто, не ве викаат, осе Не. сега во дојран. Не сакаат. Само тешко има да признаат, знаеш. На Пивофест ве викале до се? Да, многу пати. Само не Во Крива Паланка, во Карбинци, не јас се викале, лутам не сам, викале да. доста пати, само
Значи не е дека не викале луѓето, меѓутоа ја мислам дека дел од многу битна работа е домашно воспитување, да знаеш кај ти е местото, знаеш. Има луѓе што таму многу подобро ќе ја завршат работата од нас, ние само ќе се брукаме како некој јак скопски бенд, знаеш, кој што никако не може да ја придвижи таа маса таму, знаеш. Многу сме препазливи, ако не е тоа музика која што народот ја слуша секојдневно, многу е тешко, тоа е предизвик, ја не би влегол, тоа е кога да влезеш да играш фудбал со деца против Барселона, знаеш, кога не е ферски. Јас ви благодарам за гостувањето, очекувам уште една тема од вас. Твитови неколку од социјалните мрежи можете да се подготвите. Еве еден од мене. Муз во Атина, Iron Maiden во Сплит, Nightwish во Софија, Саша Ковачевик во Охрид, Аца Лукас во Прилеп и Цеца во Струмица. Да, јас го забележав кај да треба да дојдат, да. Дури језиво. Да, негде 30 и 31 јули, така нешта. Деспот вели, Македонија е единствено место на планетата каде атмосферата пред диџеј ја загрева популарна турбофолк звезда. И друг твит, гр, мяу, мяу, животот е поубав кога немаш колеги што фрчат турбофолк од соседната канцеларија. Имам јас вакви колеги, ама со нив животот ми е поубав, се веселиме ние на ваква музика. Вајан, ти благодарам, јас многу ги почитувам БНС пропаганда, ги почитувам и Мизар. И ги слушав, со нив израснав. Да го слушаме Горан Трајковски на тема турбофолк, па после тоа завршуваме со БНС пропаганда. Ова беше првото издание во втората сезона на Ноќен експрес. 1 час. Малку, многу, толку е. Се слушаме, се гледаме наредната среда во истото време, од 21 до 22 часа.
because nedugo Poljska. Nisam teka sever kene uništat, negde na zapad kene snema. Temna armija, keja brani čestana zemlja da. Od nadvorašane prijatelj, nadvašan. Tik, tak, tik, kriza, pugaj. Drvna po armija, ubila od ljubov kod zemlja da. Pošta ovde nosi pisma, lavo ti je predškolska, tudite problem se rešava, a cega evo Afganistan, a doma si te se izedala i nema koji da brani, niko ne ostane, čisto je. Misija završena. Ostav